Волшебната шума. Некогаш, многу одамна, на светот постоеше едно кралство по име Огна. Тоа беше едно од најбогатите, најубавите и најсреќните кралства на светот. Кралството го сочинуваа неколку градови и 20 населца. Но кралството Огна криеше голема тајна за која што знаеа само кралот, неколку негови советници и селаните на селото по име Лир. Селцето Лир по ништо не се разликуваше од другите села во кралството, но во негова близина се наоѓаше причината зошто целото кралство Огна е толку многу богато. Тоа беше една шума, навидом обична и на прв поглед сосем иста како и секоја друга шума, но всушност неверојатна. Шумата крај Лир беше единствена на светот, или поточно, шумата беше волшебна. Волшебната шума во себе чуваше секакви изобилства од храна, овошки, печурки, разни бобинки, билки и градина со сите видови растенија. За волшебството да действува, во шумата смеја да влегуваат само луѓе со чисти срца. Така, кога некој со чисто срце ќе набереше нешто од шумата, следното утро на истото место, на истото растение се појавуваат тројно повеќе плодови од набраните претходниот ден. Волшебството на шумата крај Лир беше старо, прастаро, од времења незапамтени и дамнешни и започнуваше секоја година од рана пролет, па се до првиот снег. Волшебната шума беше малечка, колку 2 селца, но произведуваше храна за сите луѓе во кралството Огна и секој можеше бесплатно и сладко да си се најаде. Еден есенски ден, кога во шумите се береа плодови од дрвјата, во волшебната шума почнаа да се случуваат многу чудни и лоши работи. Луѓето со чисти срца што одеа низ шумата и береа плодови, ќе се вратеа дома, ќе заспија и никогаш повеќе не се будеа од сонот. На луѓето од Лир им требаат цели 3 дена да сватат дека во шумата нешто многу се променило. Нагазило таму некакво зло, лоша сила што не ги сака таму повеќе и поради тоа никој веќе не сакаше да влегува во шумата. Веќе на 5-тиот ден селаните се собраа на сред село и решија да побараат помош од кралот. Одлучија никој и по никоја цена да не влегува во шумата, се додека кралот не одлучи што да се прави. Селаните го избраа Филип, селскиот учител и добар пријател на добриот крал Јан, да оди во дворецот, да му ја соопшти оваа лоша вест и да побара помош и решение. Филип полека си го спреми коњот и се упати кон дворецот на кралот. Токму пред да падне мрак, учителот од Лир затропа на кралските порти. На портите излезе војник, го прими Филип и го одведе до кралските одаи. На престолот седеше кралот Јан, задлабочен во своите мисли. Тоа беше висок маж на 40 години, со црна брада и очи сини како море. "Кралу мој," го прекина војникот кралот Јан во својот занес. "Да?" праша кралот. "Имате посета?" рече војникот. "Нека влезе," одговори кралот. Филип влезе, се поклони пред кралот и побара збор. "Повели учителу Филип," рече кралот Јан со насмевка на лицето. Филип почна полека да објаснува поради каква мака е дојден. Кралот Јан внимателно слушаше и полека почна да ја губи насмевката и да добива сериозно и загрижено лице, пошто го повика советникот Марк. Откако и Марк дозна дека работата на вистина е застрашувачка, му рече на кралот дека најдобро ќе биде во шумата да се испрати војска. Кралот Јан седеше и долго размислуваше, а потоа длабоко воздигна и рече: "Да, во шумата ќе мораме да испратиме неколку кралски војници да дознаат што се случува тамо." "Мислам дека тоа е единствениот начин, ваше височество," одговори советникот Марк. "Нека оди Василий,"
рече кралот Јан. Разбирам, ваше височество, одговори советникот и замина во одајата во која што се дружеа најдобрите кралски војници и го побара генералот Василий. Василий беше десна рака на кралот, човек во постари години, не многу висок со руса коса, мустаки и зелени очи. Василий, рамо до рамо со кралот Јан, имаше извојувано многу битки за кралството Огна и иако веќе беше во години, сепак се уште не се наоѓаше млад војник кој би му бил дораснат во умешноста на борењето и војувањето. Советникот Марк накратко му објасни на Василий на каква задача го испраќа кралот и му заповеда да одбере уште 20 од најдобрите војници, кои ќе му го вардат грбот во волшебната шума. Утрото штом зазори, Василий, заедно со 20 војници, се подготвија за напад. Ги облекоа кралските одежди, се вооружаа, ги јавнаа брзите и раскошни коњи и одјаваа кон селото Лир. По неколку часа јавање стасаа во селото. Дури поседоа да одморат, се собраа селаните пресреќни што кралот Јан веднаш им пратил луѓе да го решат проблемот. За неполн час, од кога пристигнаа Василий и војниците, се подготвија и пеш храбро тргнаа кон шумата. Одеа, талкаа, дзиркаа на сите страни и проверуваа што се скрило, па макар и под дрво и под камен. Но никаде ништо чудно не забележаа. Имаше шумски животинки, желки, ежиња, лисици, понекоја бубачка, мравка, мушичка и комарец. Но опасно, страшна и зла немаше. Врапчињата си трцореа, по шумата си зреа и висеа секакви плодови, но ништо од тоа не беше невообичаено. Долго талка и стаса дури до крајот на шумата, а потоа внимателно и полека се вратија назад во селото. Кога стигнаа во селото, се уште беше ден, па сватија дека имаат време да се вратат во кралскиот дворец пред ноќта сосема да го прекрие кралството Огна. Бргу скокнаа на коњите и во галоп се упатија кон кралскиот дворец. На зајдисонце, генералот Василий, заедно со војниците што го придружуваа, пристигнаа во кралскиот дворец и зачекорија во одаите на кралот. "Кралу мој," рече Василий. "Да, Василий?" го праша кралот Јан, својот најдобар војник. "Кралу мој, во шумата не сретнавме ништо опасно. Шумата е иста како и секоја друга. Трагавме, баравме, но никој ништо чудно не забележа. Доколку заповедате, утре повторно ќе одиме и повторно ќе ја пребараме целата шума," рече Василий. Се замисли кралот, ја подпре брадата на дланката и со прашални очи ја погледна својата убава кралица Ева, која седеше веднаш до него и која со мал гест му даде потврден одговор. Размисли уште кратко и потоа рече: "Токму така, Василий. Утре рано наутро да одите пак. Кога и да е, што и да е, чудото кога тогаш ќе мора да се појави од некаде." "Разбирам, ваше височество," рече Василий и со војниците заминаа во војничките одеи да одморат од долгиот и напорен ден. Из утрината, кралот Јан, кој секое утро се будеше пред да изгрее сонцето и пиеше медовина, ги повика кралските поданици. "Каде се војниците што треба да одат во шумата? Нема ли некој буден? Зарем кралот треба да станува и да ги буди?" Се шегуваше кралот, кој најчесто се будеше прв, дури и пред петлите во кралскиот дворец. Кралските слуги веднаш се растрчаа кон војничките одаи. Набргу се вратија бледи и преплашени. "Што е? Каде се војниците? Каде е Василий?" запраша кралот Јан. "Мртви се, кралу, мртви се сите тројца," извика еден од слугите. "И Василий?" извика кралот Јан. "И Василий," одговори поданикот. Јан срипа од престолот и со трчање отиде во одајата на Василий,
за со своји очи да го види својот најдобар војник како мртов лежи на креветот. Василий Тивконов сепак се уште дишеше, потонат во сон од кој не можеше да се разбуди. На кралот кожата му се наежи и снагата му се стресе. Дури стоеше стаписан, свати дека трите најдобри војници лежат неможни, а не се бореле со никаков непријател. Кралот Јан во селото веднаш прати други војници да им забранат на селаните да се доближуваат на 300 чекори од волшебната шума. И така, шумата беше прогласена за проколната. Но кралот Јан не се помири со состојбата во шумата и бидејќи од незиното волшебство зависеше целото кралство, Јан реши да понуди големо богатство за оној кој што ќе дознае што ги турка в сон луѓето и кој што ќе го тргне проклетството што ја нагледна шума. Минуваа години и ред се редеа луѓе на стотици, волшебници, вештери, вештерки, бајачи и бајачки, знајачи и знајачки, и се обидуваа да ја тргнат клетвата и да го добијат ветеното богатство. Но сите завршуваа исто, во длабок сон без будење. Селаните си продолжија да живеат така години и години, но бидејќи никој не смееше да стапне во шумата, многу осиромашија, а осиромаши и целото кралство огна. И дури кралот бараше спас, дури годините минува и се редаа летата, во селото се роди и порасна момче по име Франц. Франц за своите 14 години се извиши како фиданка, висок и слабичок, рус со очи зелени како смарагди. Откога знаеше за себе, знаеше дека шумата е проколната и дека во неа никој не смее ни да стапне. Беше многу умен и ги читаше секое ливче и секоја книга што ќе ги најдеше. Семејството на Франц беше многу сиромашно, па тој весь ден одеше крај потокот да лови риба за да се прехранат. Тоа беа тешки и гладни времења за кралството огна и секаква храна беше барана и добредојдена. Ако му се посреќи да улови повеќе риби или жаби, Франц веднаш ги носеше на пазар и ги продаваше, за да купи друга храна за домашните. Еден ден, додека Франц ловеше риба на потокот, здогледа како многу жаби излегуваат од водата и скокајки одат кон проколнатата шума. Франц се израдува, помисли дека ако успее да ги улови сите и ги продаде на пазар, ќе заработи многу пари за безгрижно да живее со неговите родители неколку месеци. Скокна целиот возбуден, со себе ја зеде плетената кошница и трчајки почна да ги лови жабите што одеа кон шумата. Ги ловеше со раците жаба по жаба, а тие скокаа надвор од кошницата и му се кочуваа по рацете, рамениците и главата. Среќен и со насмевка на лицето, Франц ја наполни кошницата. Но бргу се свести и погледна дека се наоѓа на другата страна од потокот, во самата шума. Сиот исплашен, со кошницата полна жаби в раце, со трчање се врати назад крај потокот. Кога дојде ноќта, исплашен за својот живот, Франц не сакаше да заспие. Седна да чита книга, за да не потоне во вечен сон. Но клепките на очите му стежнаа и самите му паднаа, па заспа доцна во ноќта. Утрото, за некое чудо, ги отвори очите и свати дека ја преживеал ноќта, а потоа лесно го преживеа денот, а и многу денови потоа. Но нешто не му даваше мира. Откако беше во шумата, поминаа 3 недели, а тој повеќе ниту виде, ниту улови жаба во потокот. Денот кога ловеше жаби по ливадата, наполни само една кошница од стотици жаби и сета таа работа му немаше смисла. Седеше така покрај водата и со денови размислуваше зошто шумата не му стори ништо и уште повеќе каде исчезнаа сите тие жаби. Се мислеше, се замислуваше и се сети.
Во малата зелена книшка, највисоко на полицата, беше прочитал за лек за болест слична на нивната. Отрча да ја земе книшката и почна да чита. Болест со спиење носат мушички. А кој друг ги јаде мушичките ако не жабите? Жабите што ползеа по него кога случајно навлезе во шумата. Книгата велеше и дека, за да се уништат мушичките, на местото каде што живеат треба да се однесат животинки, жаби или врапчиња, за да ги уловат сите до последна мушичка. Франц од возбуда не успеа око да склопи цела ноќ. Утрото го зеде магарето на татка си, стави малку храна и вода во торбичето и тргна кон кралскиот дворец со надеж дека ќе зборува со кралот Јан. Стаса пред портите на кралскиот дворец, се представи, кажа кој е и од каде доаѓа и побара да биде примен од кралот, бидејќи носи решение за најголемиот проблем на кралството. Кралот Јан веднаш го прими и го сослуша. Франц раскажа како пред неколку недели случајно влегол во шумата и дека се уште е жив и здрав. Ја извади зелената книшка од торбата, ја отвори и му го покажа на кралот ракописот за болеста од шумата. Ти си многу младо и умно момче, рече кралот. Затоа ќе те послушам и ќе направам се за да ја спасиме шумата, а со тоа и целото кралство. Но некој потоа ќе треба да влезе во шумата и да докаже дека повторно е безбедна, рече кралот Јан. Крало мој, јас ќе влегувам во шумата 6 дена поред. Ако 6 дена останам жив, 7-миот ден ќе дојдам кај вас и ќе ви докажам со своето присуство дека шумата е безбедна, рече Франц. Така нека биде, одговори кралот Јан и им нареди на слугите да пуштат глас дека кралот бара да му се донесат врапчиња и жаби од целото кралство. По 3 дена во шумата беа пуштени илјадници птици и жаби, па набрго во шумата не остана ниту еден комарец и ниту една мушичка. Врапчињата во големи јата почнаа да ја напуштаат шумата, а жабите скокајки по ливадите почнаа да се враќаат во потоците. Франц од тогаш 6 дена влегуваше и се враќаше од шумата во присуство на кралските слуги. 7-миот ден се појави пред кралот Јан, за да му докаже дека шумата е безбедна. Јан беше пресреќен што повторно го гледа младото момче. Браво, извика кралот. Ти си нашиот јунак и спасител. Го прегрна момчето и го награди со многу богатство, како што беше ветено. Но тоа не беше се. Кралот Јан го прогласи Франц за витез, свој советник и своја десна рака. И така кралството повторно стана едно од најубавите и најбогатите кралства на светот.